денешното издание на Инфорегион разговараме за драмата. За таа цел денешен наш гостин е Филип Стојановски, координатор и почесен член на драмската секција Слободно театарче при СОУ Ѓорче Петров Прилеп. Филип, добре дојде во нашето студио. Добре ве најдов. Најпрво кажи ни како започна твојата страст за глума? Мојата страст за глума започна уште од најрани години. Ние сме малку од постарите генерации кои редовно гледавме народни приказки со глумците Ѓорџи Колозов, Ванчо Петрушевски, Шенка Колозова и цела плејада на глумци. Уште со самото гледање ние се внесувавме во тие приказки, ги доживувавме. И со тоа гледање почна да се развива страста, но најмногу страста се разви и доби на вредност кога се запиша во средното стручно училиште СОУ Ѓорче Петров, каде што станав член во драмската секција и веќе почнав да се занимавам со глумење. Запознај малку повеќе со драмската секција. Колку време постои, колку представи до сега се изиграни? Драмската секција постои од 1998 година, која е оформена од професорката Билја Тиндоска, која имам сега прилика да ја поздравам. Здраво, професорке! Таа ја оформува драмската секција и активно работи до ден и денеска. Во 2010 станувам член. Јас и нејзин председател на драмската секција. Редовно секоја година имаме уписи, каде што запишуваме нови членови кои има желба да работат заедно со нас. Редовно правиме представи. Од 2015 почнавме да имаме и драмска вечер со драмската секција, каде што освен патрониот празник кој воведовме на нов стил на прославување на патрониот празник, каде што нема она традиционално читање, рецитирање, туку сето е оформено во една драма. Сите рецитации, сите песни, сите активности што се по повод прославувањето, сето е оформено во една драма и како една представа. Тоа предизвика голем интерес и наставно многу подобро заинтересираност кај младите за патрониот празник. Освен тоа, како што напоменав и за драмската вечер, која традиционално се одржуваме секоја година, ние си правиме драма, каде што се одигруваме, си покануваме публика и едноставно сите сме среќни и задоволни. И сите убаво се поминуваме. Сите убаво се поминуваме, да. Кажи ми колку членови до сега поминале низ годините во драмската секција? Од 1998 па до ден денеска поминале негде над 70 членови. Моментално драмската број 16 поправо членови. Моментално имаме и активен конкурс за запишување на нови членови. Се надевам дека бројката ќе ја зголемиме. Проблемот со драмската секција е што секоја година во мај месец, малку тажен период за нас, среќен за другите, што матурантите ни заминуваат од драмската секција и едноставно ние губиме на квалитетни членови. Значи, сите членови нас не се квалитетни, си ги сакаме, но сепак затоа па во септември имаме нови уписи, како што напоменав, за да надиме бројката и секоја генерација си има свој стил на глумење, така да секоја година ние имаме различни драми и различни вкусови. А дали до сега со драмите имате освоено некоја награда? Да, имаме и многу сме горди на тоа. Имаме освоено во 2012 на конкурс организиран од страна на Европското движење на Македонија на тема Европа и младите. Ние конкуриравме претходно со напишано сценарио, ни го прифатија сценариото, а потоа со изведба на истото сценарио во Скопје освоивме прво место, каде што имавме после уште неколку изведби по повод чествувањето на Денот на Европа 9 мај во Македонската радиотелевизија и други такви настани. Исто така, успехот се повтори во 2016, но сега со нов тим на глумци и исто на истиот принцип со претходно пријавено сценарио, конкурирано прво на сценарио, поставено извада, повторно го освоивме првото место и пак се повтори истата изведба. Учествување на Денот на Европа, Македонска радиотелевизија и така многу сме горди на тие две награди што имаме освоено. Спомена дека вие ги пишувате вашите сценарија за сите драми, така? Точно, значи нашите драми претежно се комедии и во драмите ние самите сме автори. Најчесто ние си ги пишуваме, самите членови. Сценаријата претежно сакаме да користиме своји сценарија, не сакаме да користиме туѓи. Едноставно да дадеме наш видик кон дејствата што се случува и најчесто ги пишуваме сценаријата врз база на членовите на драмската. Карактерно одговара на самите членови за многу полесно да се адаптираат и полесно да биде изведбата на драмите.
Колку време е потребно за да се долови еден лик и колку време се подготвувате вие за една представа? За се доведен лик зависи од карактерот на самиот лик. Значи има најразлични ликови, од фамилиарни, од љубовни, од насилнички. Секој карактер е потребно различно време, но сепак со добра концентрација за неколку проби веќе почнува да се внесува во ликот. Тука е многу интересно што во текот на спремањето на една представа, кој најчесто траи 1 месец и повеќе, ние имаме активно проби. На пробите има дружење, има навикнување на ликовите, има додавање на реплики, значи сценаријата не се фиксни како што ќе се напишат така. Значи има многу измени. Се со цел за подобра изведба и со самото пробување на текстот доаѓаат нови идеи кои донесуваат уште дополнителен вкус на самите проби. Секако за да се направи добра драма е потребно долго време, барем минимум 1 месец со активна проба, и успешна драмата ќе биде од тоа колку самиот член на драмската, глумецот, се внесол во ликот кој му е зададен. Успешно внесен лик, успешна драма. Вие припремивте и 2 драми во време на пандемија. Какво беше искуството да се припреме на таква представа? Искуството беше задоволително и бевме среќни што успеавме да направиме нешто, не само така да се откажеме од ова пандемија што не зафати сите. Пандемијата што моментално владе беше многу тешка за драмската секција, значи не можевме да физички да одиграме драми на штиците што живот значат в театар, не можевме да имаме проби, а со тоа ни се скратуваше дружењето, значи целта на драмската секција не е само за да произведуваме драми, туку едноставно и да се дружиме ние, членовите меѓу себе, да се образуваме како карактери, едноставно да станеме многу подобри личности. Пандемијата тоа ни го спречи, но сепак ние не се откажавме. Со тоа покажавме дека колку сме ние флексибилни на ситуациите кои ја зафаќаат драмската секција. Ние пробавме на нов начин, партизански начин, да направиме нешто. И тоа ни успеа во 2 наврати. Во првиот наврат ја направивме Корона Таймс, значи драма кај што ја исмеваме короната. Значи сите тие работи, карантини, забрани, пропусти, се што имаше, ние пробавме на хумористичен начин да го прикажеме. Исто така со Бидимаш, нашата втора електронска, да речеме, драма, исто така сакавме да го прикажеме навикнувањето на населението во живење во пандемијата. Како почнуваме ние веќе да се навикнуваме со тие препреки што ги имаме, забрани, општо сета пандемија, сета ситуација што ни ја наносува. И тоа исто така со многу горд што успешно ги направивме. Многу голема благодарност до самите членови кои успешно се заврши, ако при вонредни тешки услови пак тие покажа дека се љубители на драмата и се искрени членови на драмската секција. Во ова наврат сакам да ги поздравам сите членови сегашни, идни, минати. Значи успешно воспоставивме и се надевам дека пандемијата ќе заврши, за да можеме ние да почнеме повторно да се вратиме кон на традиционалното играње на драми, за да можеме да се врати и дружењето и само чувството дека си член на драмска секција. Како што и самиот кажа, често ги поврзувате драмите со секојдневниот живот. Лично ти, дали ти се случило во приватниот живот да одглумиш нешто за да постигнеш некоја одредена цел? Па би излажал ако би рекол не, значи се разбира дека многу пати не сакајќи или па намерно, малку по малку глумиме. Тоа може да се нарече малку професионална деформација, ама сепак тоа е за позитивен тек, значи да се избегне некоја незгодна ситуација, да извлечеме нешто добро, едноставно да го искористиме она што го имаме најдобро од нас. Кој е твојот омилен лик? Мој омилен лик е Ѓорѓи Колозов, а после него е нашиот прилепчанец Џумерко. Значи тие двајца ни се идоли и може да речам дека тие беа и пресудни што ми се појави страста кон глумењето. Значи таа природност на сцена, нивната народност, човечкост, нивните карактеристики, едноставно сета мудрост тие што ни ја предадоа, ние сакаме малку да ја продолжиме, да не биде едноставно изгубена. Освен театарот, кажи ми, што друго правиш, со што се занимаваш? Освен драмската секција, значи сум член во извиничкиот одред Феникс,
Значи сакам да ги поздравам извиниците, извиници здраво. Извиничкиот одраз Феникс постои од 2015 во Прилеп. Едноставно тоа е прекрасно место каде што може млад човек да стане многу подобра личност и градител на подобро општество. Има таму премногу дружења, кампувања, сочувство со природата, значи соживот со природата, активности на терен и едноставно пријателство. Еднаш извиник за секогаш извиник, тоа е малку ние мотото во извиничкиот одред. Со него се занимавам со лов, со планинарење, со земјоделие, со дружење и други активности. За крај ќе те самолам да ни ја кажеш која е твојата порака до младите? Мојата порака до младите е да живеат слободно, да не размислуваат многу непотребно, да го прават тоа што ги прави среќни, да се дружат, да избегнуваат технологијата и наставно да го живеат својот живот. Филип, ти благодарам за учеството во емисијата. Ви благодарам и јас. Драги гледачи, до следното издание на Инфорегион, останете здрави!